Костал почна официјално со производство, имаше силна конкуренција, кои земји беа во конкуренција и кој беше клучниот фактор компанијата да ја одбере Македонија? Благодарам на поканата. Да, имаше силна конкуренција, директно бевме во борба со Србија, со Бугарија, со Молдавија, со Турција, со Белорусија во одлучување на Костал на која локација ќе ги прошири своите производствени погони во Европа. Како што беше кажано, оваа компанија има веќе погони во 21 земја, вкупно 46 производни локации, и ние победивме од неколку причини. Пред се, сета она поддршка која му дадовме на инвеститорот и видот и квалитетот на информациите кога се носеше одлуката. И истовремено, како што кажа и денеска во своите говори, сето она што сме го ветиле е исполнето од наша страна и сето оди според договореното. Но она што беше важно посебно за Охридско-Струшкиот регион е историјата, начинот каков вид на производи, каков вид на компании порано работеле овдека, и токму овдека во комплексот на поранешно ЕМО, компанија која беше бренд не само во Југославија, туку и во Северна Африка и на Блискиот Исток, дури во Нигерија, видеа дека тука има луѓе кои можат и кои порано работеле електромеханички, дизајнерски активности, производствени активности, што значи дека со дообука, со преквалификација и нормално превземање на или вработување на дел од поранешните вработени овде во ИМО, но и нови млади луѓе од целиот регион, може овдека да најдат конкурентна локација. И заради тоа сме среќни што во рамките на поранешно ЕМО веќе имаме околу 5740 квадратни метри кои веќе се функционални. Компанијата ќе произведува софистицирани производи, што е од огромно значење за македонската економија, затоа што производите ќе ги извезува. Кога ќе се реализира првиот извоз? Значи, она што во моментов е направено, голем број на луѓе, голем број на вработените беа на обука во Ирска и во Германија. Машините се веќе инсталирани, тие работат на тест производство на овие машини и некаде пред крајот на оваа година, од која ќе се изврши квалификација на производните линии од страна на компаниите клиенти, ќе започне и нормалното производство и нормално како што ќе се зголемува обемот на работа. До крајот на годината треба да има 100 луѓе. Во целиот комплекс на ЕМО се планира во наредните неколку години да се стигне до една бројка од 800 луѓе, што значи дека ќе имаме и директно влијание на македонската економија, на извозот, но и на потенцијалот за соработка со локални добавувачи. Се зголемува бројот на компании кои што инвестираат во технолошко-индустријските развојни зони низ цела Македонија. Дали ги имате последните податоци за извоз од зоните? Извозот заклучно со месец септември, значи за првите 3 квартали од оваа година, е речиси стигнат до 1,3 милиарди евра. Тоа значи дека во споредба со минатата година имаме над 19% зголемување и гледајќи ги трендовите и на почетокот на овој месец, но и според коментарите од страна на компаниите и нивните планови до крајот на годината, сменам дека ќе се задржи таа бројка од помеѓу 18 и 20% изголемување во споредба со минатата година, но како што нови компании ги започнуваат своите активности и стигнуваат до оптимална искористеност на своите производствени капацитети, таа бројка ќе се зголемува и во иднина, така да сум оптимист дека во некој нареден период, можеби 2 до 3 години, можеби и пократко тоа, ќе стигнеме до една извозна бројка од 2 милиарди евра само од технолошко-индустријските развојни зони.